Тренерите Оливер Јовановски и Александар Андонов деновиве ја собраа екипата и ги започнаа подготовките за пролетната полусезона. За почеток ќе се работи на стадионот Никола Мантов и во спортската сала во Кочани. Но еве што за подготвителниот период и за амбициите во првенството вели тренерот Оливер Јовановски. Ние започнавме со подготовки на 27 јануари 2016 година. Овие денови, значи 4-5 дена ќе работиме во Кочани, екипата ќе ни биде целата на окуп. Ќе ги изработиме првиот и вториот дел од припремниот период, каде што ќе подигнеме физичката форма на играчките и секој ќе почнеме да работиме со топка, за да можеме што поспремни да го дочекаме почетокот на првите пријателски надпревари, а исто така да го дочекаме и спремни почетокот на новото првенство. Амбициите во новото првенство не остануваат исти, значи женскиот фудбалски клуб Кочани останало и понатаму аспирант за освојување на шампионската титула, а исто така и за зачувување на купот на Македонија, кој што во претходните две сезони го освоивме. И во пролетната полусезона Кочани ќе игра во речиси ист состав, но ќе недостасува голгетерката Афродита Салихи, која во мини преодниот рок ја промени средината. Од младинските погони во првата екипа се прекомандувани неколку талентирани фудбалерки кои треба да бидат едината на кочанскиот клуб. Што се однесува до играчкиот кадар, можам да кажам дека грото на играчи остануваат во женскиот фудбалски клуб Кочани, освен напуштањето на нашиот најдобар голгетер Афродита Салихи, кој што замина во екипата на Драгон 2014 од Скопје. Кон екипата се приклучени исто така нови млади надежни фудбалерки кои што работат во нашата школа и кои што можам да кажам дека веќе чукаат на вратата на првата екипа на женскиот фудбалски клуб Кочани. ЖФК Кочани првиот викенд во март ќе гостува на силен турнир во Романија, каде ќе ги одмери силите со најдобрите екипи на домаќинот Бугарија и Србија. Женскиот фудбалски клуб Кочани оваа година е поканет на силен меѓународен турнир кој што ќе се одржи во Крајова, Романија, во периодот од 4 до 6 март 2016 година, каде што покрај нашата екипа ќе учествуваат екипата на Машината од Србија, екипата на Реал Крајова од Романија и екипа од Бугарија. Веќе е направен и распоредот, така да веќе на 5 март нашиот клуб ќе игра против екипата на Машината од Србија и наредниот ден во зависност од постигнатиот резултат ќе игра или за трето место или за прво место. Токму поради турнирот, пролетниот дел од првенството за ЖФК Кочани ќе започне една седмица порано, односно кон крајот на февруари.